Почитувам председателя на собранието, почитувани колеги и пратеници, почитувана јавност. Оние кои се дел од проблемот не можат да го решаваат. Цело време тоа го слушавме. Се сложувам, апсолутно. Ви звучи на сите познато, нели? Сега гледаме една инверзна ситуација, дека оние кои се дел од проблемот со месеци се натегаат, се убедуваат, даваат, не даваат и како резултат на тоа го имаме овој закон пред нас. Извинете, може би не сум била во 4-5 мандати пратеник, но имам интелектуален капацитет за многу повисоки работни места од ова работно место и можам да проценам дека, нити обуки ми беа потребни, искрена да бидам, можам да проценам дека станува збор за еден лош закон, пред се за лошо напишан закон. За него во материјална расправа малку подоцна. Кога се правеше парламентарна криза, белки некој требаше да знае дека секаде во светот парламентарна криза завршува со брзи предвремени избори. Тоа е основното политичко правило. Сега, успеа некако да ги одложат изборите до 2016, ја очеков и повргу дека ќе бидат, бидејќи оваа власт се храни со предвремени избори, значи се цементира со предвремени избори, и целиот процес тргна наопаку. Наместо отварањето на поглавјата 23-24 по извештајот на Прибе, да ни бидат квалитетот на тој процес да не донесе до некакви избори, нас ја поставуваме рамката со изборите и трчаме дали можеби ќе постигнеме некаков квалитет во тој процес. Тој процес не е квалитетен уште од самиот почеток. Ќе ве потсетам дека се уште немаме решение за диаспора, немаме за регистрација на гласачи, немаме решение за ДИК и така натаму. Само опција и до јавноста, како што и ова е еден опција и до јавноста. Ова е опција и до собранието. Па не може пратениците да добијат нешто квалитетно во 5 за 12 и да гласат. Тоа е строго вулгаризирање, накнадно вулгаризирање на ова собрание, каде што се буниме сите кога касно ги добиваме законите, но ова е шампионски закон. Овој 5 до 12 не стигна денес. Немавме време ни за амандмани, ни за ништо, за нешто тут ни залепи. Не може влезница во демократија, во демократски процеси, за кои што се вели дека ќе се врати демократијата, не знам што треба да се врати. Ја не сум видела во Македонија права демократија, но влезница во демократија да биде рушење на остатоци на кревка демократија која што едвам вегетира во државата. Ке се почитува ли ова собрание или не? Не влеговме за да ги рушиме со собствените корени. Работното место. Нашата задача овде. А нашата задача е да го прочитаме од почеток до крај овој закон. Јас волку лош закон не сум добила ни за многу поедноставни работи од овој. А сега ќе ви кажам и зошто. Прво, она што многу ме загрижува. Вие имате терминолошки грешки, значи никој не седнал терминолошки да го среди овој закон. Па имате гаѓање со зборови јавниот обвинител, па јавниот обвинител на Република Македонија. Па еднаш се референцирате на јавниот обвинител, мислејќи на овој специјалниот, без да кажете специјален, па во друг член го нарекувате специјален. Кои се тие правници, врвни експерти кои што ова го правеле? Како е можно? Како е можно еднаш за обвинителството кое што постои да викате обвинителството, а друг пат за истото, за ова специјалното обвинителство со назначени јавни обвинители, низ начин да се референцирате на него. Ова не знам дали е намерна или ненамерна грешка. Утре толкувањето ќе биде многу проблематично. Еве ви, само еден пример. Во член 11 став 3 специјалниот јавен обвинител одлучува во рок од 8 дена дали случајот спаѓа во надлежност на обвинителството. Кое? Утре ќе може секој кој сака ова како сака да го тумачи и матот на вашата шаховска партија може многу побрзо да долета од тоа што мислите. Понатаму, ќе биде овој зависен
целиот овој комплексен систем на специјален обвинител со неговиот тим ќе биде строго зависни од судскиот систем. Тоа на кој што не веруваме. Граѓаните не веруваат во судскиот систем. Оставено е, значи, да зависи. Дури зависи од советот на обвинители во членот 9 и дури може да биде разрешен од истиот тој совет на обвинители. Се тоа е инсталации на власта. Тој теоретски да почне да работи може 35 дена од влегување во сила во овој закон, бидејќи тогаш од владата ќе има одобрение за неговите ресурси кои што ќе ги бара. Значи месец дена ќе поминат ако се оди како што треба. Тука се вмешани Министерство за финансии, Министерство за правда, еден куп линкови кон оние на кои што рековме дека не им веруваме. Значи, од тогаш натаму, за 6 месеци, тој ќе треба да дава извештаи. Значи, после изборите. Народот чека, барем за оние очигледни работи и што ги слушавме во лентите, и нешто ги слушавме во лентите. Мене ленти не ми треба. Искрена да бидам, за да знам во кој амбиент живеам и како се работи. Но на народот, очигледно, му треба. Значи, тој за 6 месеци ќе треба да даде извештај за својата работа. Многу касно. За 18 месеци има луфт да поведе постапка. Најдоцна за 18 месеци. Видете. Ова е несериозно по мене. Ова се работи кои што се многу дефектни во законот. Дали се пропуштени, дали се брзало, дали се не знаело. Меѓутоа, овој институт на специјален обвинител, прво не ви е дефиниран во самиот закон, час еден е, час друг е, час обвинителство, час јавно обвинение, па не еднаш специјален, еднаш не специјален. Како може ова? Па јас конкретно на едно 100 закони до сега истиве овие замерки сум ги дал. Не може слово на закон е слово на закон. Секој збор е битен. Јас не можам да знам дали ова пропуст или незнаење или намерна грешка. Намерна грешка. Значи, да, ова требаше да се случи после една таква жестока криза. Требаше да се договорат. Но ќе кажам и еден друг збор. Се договараше во неинклузивен процес, не беа вклучени граѓаните и во нетранспарентен процес. Пазете, тие 4 партии не се репрезенти, тие 4 луѓе таму со своите тимови, дури ни на своите гласачки тела, и тие не беа консултирани. За какви демократски процеси зборуваме? Кај се неопределените гласачи? Кај се граѓанските здруженија? Кој во наше име? Еве кој во моje име? Таму преговарал. Тоа едноставно не можам да верувам на таков затворен, неинклузивен процес, кој што го нареков масонска ложа. 4 луѓе со тимови од по 2-3 ја кројат судбината на Македонија. А треба да сметаме дека ова е влезница во еден нов демократски амбиент да се воспостави после 24 април. Прва сум да се гони корупцијата, прва сум да се поведат процеси. Но ако сте вие надежни дека ова е тоа што ви овозможува, и јас ке се надевам заедно со вас. И јас ке ја делам вашата надеж. Дека ова е чекорот кој што требаше да се превземе на ваков начин. Неколку интервјуа кажав, не се плашам од промашување на роковите. Не се плашам, знаев дека тој што си ги станул нозете во една кондура ќе мора да ги разреши. Штом потпишал на втори таму во Пржино ќе мора да го испочитува. Роковите уопште не беа спорни, тоа беше замајување на јавност. Формалното исполнување е многу поопасно. Формалното без никаква суштина во себе. Само тоа е опасно за овој, за да заживее овој и следните инстанци бенчмаркови од тој договор. Значи, ако сте вие надежни, ја да бидам надежна. Се радувам што за прв пат, од кога сум во ова собрание, кој што имаше мала таква дефицитарна опозиција, за прв пат гледам луѓе што се сложуваат околу се и еден куп на насмеани и срекни лица. Такво не беше собранието во цела оваа година измината, иако имаше само неколку опозицијски пратеници. Многу ми е страв кога и пријателот под наводници или пријателот ја делат истата радост. Ви благодарам. Благодарам. Господин Јосифовски Љубомир има реплика. Полете.
колешке Грчева. Сакам да кажам дека ниту сме насмеани, ниту сме срекни. Обратно, многу сме сериозни и се прашувам зошто не ја согледувате сериозноста на ситуацијата. Иако морам да признам, во голем дел од вашите констатации кои што ги кажавте, лично се согласувам. Но сепак треба да го најдете во себе капацитетот да сватите. Ова е шанса за Македонија. Знаете, Меркел, канцеларката, кажа, компромис е кога двете страни се незадоволни. Јас сакам да прашам, вие очекувавте нешто повеќе од овој договор? Очекувавте дека ќе биде подобар во она што вие го кажувате како критика? Статус кво ситуацијата е погубна за Македонија. Таа треба да престане веднаш и ние го имаме тој момент на одлучување. Сакам да знаете дека законот сам по себе како суштина е премногу сериозен и опфаќа материја која што во периодот што следи ќе биде од круцијално значење за вистината во Македонија. За прв пат ќе имаме прилика да излезат на виделина работи кои што досега беа потиснувани на страна. Ве слушав и тука, ве слушав и на комисијата. Ви напоменувам уште еднаш, се согласувам со голем дел од констатациите кои што ги кажавте. Но сватете дека големината ваша треба да биде во онаа подршка што ќе ја дадете на овој закон. Големината ќе биде со тоа што ќе докажете дека излегуваме од статусква ситуација и почнуваме од негде да работиме. И не заборавајте, кои све беа преговарачи од таа страна? Со кого се сијаме работи и колку време ова трае? Благодарам. Госпоја Грчева Солза има контрреплика. Волете. Колега Јосифовски, јас имам малку поинаков став воопшто во животот, не само во работата во собранието. Ќе ви цитирам една поговорка на Томас Джеферсон, кој што вели: ако сакате да пливате со стил, пливајте секогаш низ струјата. Ако сакате да донесувате тешки одлуки, стоите цврсто ко камен, макар да се осамени. Јас решив да бидам камен. Јас, на ова што вие денес велите, иако со мали недостатоци, па тоа го слушам ја година дена од позицијата и од мнозинството, за секој закон за кој што сум реагирала, аз сум реагирала, секојаш ми викале па со мали недостатоци во корист на Македонија и граѓаните. Не, може би моите критериуми се многу високи, но во корист на граѓаните и на Македонија е да има добар закон како основа дека ќе го постигнеме она што јас и вие сигурно го сакаме. Пред лицето на правдата да се излезат оние кои што ја огрешиле на Македонија. Благодарам.